Ова лето секако ќе биде одбележано кога се спортските вести во прашање со Олимписките игри во Токио кои ќе се одржат од 26 и 27 јули, ако имаше бројни полемики поради пандемијата, дали треба или не треба да се одложат, сепак одлучија јапонските власти дека ќе се одржат Олимписките игри, а на таа тема утрово разговарам со председателот на Македонскиот олимписки комитет, господинот Даниел Димевски. Добро утро, благодарам што ја прифативте поканата да бидете дел од денешниот утрински брифинг, да поразговараме за предстојните олимписки игри. Добро утро. Прво би сакала да ве прашам за нашиот учесник Дејан Ѓоргиевски во таеквондо, кој неодамна ја исполни нормата, олимписката норма и ќе учествува на Олимписките игри во Токио. Па ајде малку повеќе за овој успех. Што може да очекуваме од нашиот шампион, какви резултати може да очекуваме на Олимписките игри? Па тоа е продолжение практички на првиот наш учесник кој што обезбеди олимписка норма, тоа е борачот Нуров. Значи Дејан е втор со олимписка норма, што навистина ни годи, бидејќи знаеме тие што ќе остварат олимписка норма се компетитивни за висок спортски резултат. Значи, ако едниот беше трет на светско првенство, а Дејан претходно има и европска титула, има и одлични други резултати, впрочем и во финалната борба за пласман го елиминира, го победи доминантно, надмоćно актуелниот олимписки шампион. Зборува дека на вистина Дејан поседува одличен спортски потенцијал, умешност и на вистина за него конкретно нема да важи кувертеновото правило, важно е да се учествува, напротив, мислам дека и тој самиот кажа дека Олимписките игри за него се предизвик и борба за медал. Ако добро разбрав, до сега двајца одат во Токио, какви се шансите? Двајца се со норма, така? И имаме уште тројца спортисти, двајца во пливање и еден во атлетика, кои што исто така ќе учествуваат, меѓутоа ќе учествуваат со покана, таа популарно наречена wild карта. Во принцип, тоа е принцип на Олимписките игри, секогаш има и такви спортисти. За нив, реално, резултатот, мотивот е да истрча, односно да испливаат нивен личен рекорд, веројатно, дај Боже, македонски национален рекорд или можеби и балкански. Меѓутоа мора да бидеме реални дека нивните резултати во пливање и во атлетика се далеку од светските врвни, што значи мотивот кај нив тројца ќе биде малце поразличен од овие првите двајца. Добро, секако сите наши учесници ќе имаат нашата поддршка да успеат и да постигнат некој позначаен успех, особено овие двајца кои ги споменавме на почетокот од боречките вештини, од кои впрочем враќаме и најмногу медали, ако не се лажам. Па генерално традицијата го потврдува тоа дека најкомпетитивни сме во боречките спортови, да не изумиме дека се уште актуелна е квалификационата рунда во карате, каде што исто така во Емил Павлов имаме еден одличен потенцијал кој што исто така има врвни европски и светски резултати, впрочем има медали од такви такмичења и мислам дека не е реално да го имаме и него како трет учесник со норма, кој што ќе биде максимално спремен и ќе биде еден од претендентите за медал там. Господин Димевски, дали се подготвувате логистички? Ајде малку да им објасниме на нашите гледачи каква ќе биде логистиката од овде до Токио. Колкава делегација од Македонскиот олимписки комитет ќе оди заедно со нашите спортисти? Па целосната логистика, знаете како она што наша најака страна е дека ние максимално сме подготвени и повеќе од 6 месеци интензивно работиме на сето и покрај непознаниците кои што на дневна база се минуваат. Значи не знаете колку прават редукции во делегацијата, се прават различни редукции од страна на домаќинот, меѓутоа ние имаме одговор за сите тие предизвици. Спремни сме целосно, она што е најважно дека спортистите ќе имаат се што им треба, се што ќе побараат нивните тренери, значи од максимална опрема до учество на подготвителни турнири, до
учество и партиципација на надворешни стручњаци кои што може да им помогнат до логистика, авионски карти директни пред стигнување неколку дена пред Олимписките игри, да бидат сите таму, да може да се аклиматизираат на промена на временската зона, до сето она што е потребно, како ќе имаат најразвиените земји, ако ги споменеме и Америка, и Германија, и Русија или било кој друг, ќе ги имаат и нашите спортисти. Тој дел е покриен. Она што навистина е ван нашата моќ е можноста дали јапонците ќе дозволат присуство со некаква публика, дали ќе дозволат само нивна публика или нема да дозволат никаква публика. Меѓутоа тоа повеќе е проблем на организаторот него наш. Има ли доволно финансии Македонскиот олимписки комитет, па и нашата држава, за да го покрие се тоа што вие го споменавте, се што ќе побараат нивните тренери, бидејќи знаеме кај нас во спортот може би и најголем проблем се финансиите, па за секој спорт важи тоа. Секаде недостасуваат финансии за развивање на спортот. Можеме ли да го изорганизираме и да си го дозволиме тоа вака како што вие сега го кажавте? Па знаете како, финансии викаат никогаш доста, меѓутоа во конкретниот случај мислам дека ние домаќински одработевме, имаме еден многу солиден темел во ваучерскиот систем кој што навистина овозможи не само на Олимпискиот комитет, него и на матичните федерации од кои што доаѓаат овие спортисти да имаат една финансиска база на која што понатаму ќе се надградува и секако лично ќе кажам дека мој личен фах се буквално менаџирањето на организацијата. Пронајдовме многу спонзори во нашите компании кои што навистина препознаа квалитет и сватија што значи олимпизмот и сето она што го носи спортот за нашата држава и можам да кажам дека имаме фантастичен спонзорски пул од компании и ако ме прашате дали се секирам, не се секирам за финансите, ќе има се што треба за нашите олимпици. И мора да ве прашам, бидејќи тоа беше тема во спортот, тоа е дека скружа оние ќе ги кажам предупредување за суспензии поради неусогласеност на законот, на законите кај нас и за неусогласен закон за спорт. Дали тие најави ќе се остварат, каква е состојбата? Дали ни е потребен нов закон за спорт за да се усогласиме впрочем со големите меѓународни надпреварувања? Да, таа тема како домашна задача ни стои. Добивме малце дополнително време, пандемијата ни го довозможи тоа, меѓутоа дефинитивно ние подпишавме еден протокол со кој што се обврзавме дека ќе го смениме законот за спорт во неколку одредби кои што навистина се анахрони се, имаат навистина дефиниции кои што не помагаат, напротив одмагаат на спортот и како закон кој што досега е 21 пат дополнуван, крпен, менуван, мислам апсолутно е зрел за нов и тоа ќе се случи предпоставувам веднаш после Олимписките игри. Така, тоа Меѓународниот олимписки комитет го бара, па ако не се лажам, повеќе од 5 години. Зошто мислите дека толку години не се потребни? Повеќе, од 2013-та, крајот 2014 година е таа нивна препорака која што понатаму стана и во ултиматум дека мора да се смени. Значи веќе 8 години сме ние со тој статус дека мора да го смениме законот час поскоро. Зошто 8 години има недостаток на волја за решавање на ова важно прашање, бидејќи е важно нашите спортисти да се во можност да учествуваат на големите светски надпреварувања? Па веројатно е комбинација од недостаток на волја, недоволна посветеност, недоволен приоритет на тоа прашање и кумулација од тие повеќе фактори довело до ова. Битно е дека немало некоја драматична санкција до сега, што не значи дека ние треба да си видиме мирни и спокојни, дека тоа така треба да е. Напротив, значи насоките кои што ги даде Меѓународниот олимписки комитет првенствено се во
наша полза. Значи, не дека ние нешто ќе добиеме доколку тоа не го спроведеме, напротив, што поскоро го спроведеме, подобри услови ќе имаат нашите спортисти генерално и целата спортска фела во држава. Така да затоа сум сигурен дека ова до крајот на годината ќе го дочека светлото на денот. Оптимистичко очекување, со оглед на тоа дека се уште претениците наши не почнаа да се занимаваат со закон за спорт, се уште им се други закони приоритет, но ајде да се надеваме дека и тоа ќе се оствари до крајот на годината. Господин Димевски, би сакала за заокружување на овој разговор да ве прашам за тоа каков е нашиот олимписки потенцијал ако земеме предвид успесите од ова изминатата година во време на пандемија, дали имаме изгледи за се поголем успех на секој наредни олимписки игри и во кој спорт, бидејќи еве на почетокот ги споменавме боречките вештини како спортови во кои што сме најуспешни, но кој друг спорт има потенцијал и во кој друг спорт имаме потенцијал да донесеме олимписки медали, ако не ова, па можеби на наредните олимписки игри. Видете, спортот е жива материја која што се движи од момент во момент практички. Овие двајцава што ги споменавме, значи и Емил што го очекуваме, Карате и Дејан, се исклучително млади спортисти. Значи пред нив топрва доаѓа зенитот на нивната кариера. Покрај нив има уште во позадина уште многу супер талентирани спортисти. Значи во таеквондо ќе споменам дека завлакно ни избега втората норма, каде што нашиот атлета Филип Додевски имаше пех да ја скрши шаката на самата борба, а понатаму неговиот противник доминантно ги победи следните две и отиде на Олимпијада. Значи, а нашиот беше во водство додека се случи тоа. Значи, генерално имаме и во таеквондо, и во карате. Не сум сигурен дека имаме толку јак потенцијал младински во другиве спортови, меѓутоа сите тие со една квалитетна работа во неколку федерации на вистина квалитетно се работи, можат преку ноќ да направат резултат. Исто така во ритмичка гимнастика имаме девојче кој што се вика Рејчел Стојанов, која што исто така е млада 17 годишна, која што можно е да добие вајлд карта за да учествува на овие олимписки игри, меѓутоа за следните би била во топ форма, бидејќи на вистина извонредно се развива и во моментот е некаде 15-16 во свет. Значи, има светли звезди на кои што треба да се работи. Во колективните спортови имаме исто така огромен, зголемен број на квантитет, меѓутоа ќе ни треба малце време да тој квантитет се преточи во квалитет, бидејќи колективните спортови имаат многу тешка задача да се пласираат на олимписки игри. Сепак имаме летово, каде што фудбалската репрезентација ни игра на европско првенство, каде што одбојкарската репрезентација ни игра на европско првенство и навистина имаме привилегија да летово уживаме во македонскиот спорт, да се детоксицираме од премногу политика, да се детоксицираме од премногу корона и се останато, така да мислам дека нашите сограѓани ќе уживаат во спортов ова лето. Да барем спортистите не израдуваа во оваа пандемиска година, тоа мора да го признаеме, сите со задоволство ги проследивме победите кои не пласираа на европското првенство. Господин Даниел Димевски, ви благодарам што одвоивте време утринава да се вклучите во утрински брифинг и да поразговараме за предстојните олимписки игри, па се надевам некаде пред почетокот на олимписките игри, пред Токио, ќе имаме прилика уште еднаш да поразговараме. Благодарам. Благодарам на поканата, ми беше задоволство и ви посакувам вам и на вашите гледачи пријатен ден.